Дечињата од Домот за деца без родители, 11 октомври, денеска со представа и песна, го пречекаа премиерот Никола Груевски и заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Груевски и Спасов, како и секоја година претходно, им ги честитаа новогодинешните празници и им поделија пакетчиња. А на барање на Домот, за нова година им подарија и нова машина за перење алишта. Сакам на сите да ви ја честитам престојната нова година, да ви посакам многу здравје пред се и многу весели и среќни мигови во 2016 година. На крајот на 2016 не само да бидете пораснати, туку да бидете и помудри и повесели и среќни. Нека ви е среќна новата година. Директорката на Домот упати голема благодарност до Груевски и Спасов, кои како што подвлече, секогаш имаат слух за потребите и проблемите со кои се соочуваат дечињата. Навистина оваа година имавме многу заложби од владата и од нашиот министер, сегашен заменик министер, каде што во целосното наше работење, токму ова што го слушнавме за детските желби, ние многу од тие желби остваривме. Покрај представата, дечињата како благодарност им врачија поклони изработени од нивни раце во рамки на креативните работилници во Домот. Инаку владата во изминатиот период реализираше низа проекти кои што се во интерес на децата без родители и родителска грижа, како што е покачување на паричниот надоместок за згрижувачките семејства за 25%. Продолжуваме и со реализација на проектот Д10 за вработување на деца без родители во државната и во јавната администрација. Досега околу 143 деца се вработија во јавната и државната администрација. Продолжуваме и со доделувањето на државни станови на оваа категорија на лица кои што во минатото биле со статус деца без родители и родителска грижа. Околу 163 станови се доделија. Исто така секој дете кое што е запишано на редовни студии има право на парична помош од 24.000 денари месечно. Спасов подвлече дека и во иднина ќе продолжи со оваа практика, реализацијата на проекти кои што се во интерес на подобрување на животот на децата без родители и оние лица кои што имале ваков статус во минатото.